Полициски службеници влегле во општина Карпош откако се прошириле шпекулации дека досегашниот градоначалник изнесувал документи. На крај испаднало дека станува збор за лични работи на Јакимовски, кој тој сакал да си ги земе со себе, бидејќи ја напушта општинската канцеларија. Јакимовски обвини полицијата дека насилно упаднала во општината и во неговиот кабинет. Јас бев надвор од општината, кога моиве колеги добиле дојава дека во 13 часот треба да се изврши примопредавање и тие зеле да собираат овде се, зеле неселективно, и пехари, пијалоци, што има плакети, признанија и така натаму, кои што нормално, јас не можам работите што не се мои, односно пехари што не се лични мои, тук се на општината, тие остануваат во општината. Плакети кои што не се на лично мое име, треба да останат тука. Имам фотографии, односно портрети кои ги цртале граѓани и ми ги поклонувале. Јакимовски потсети на неделниот напад и побара од основното јавно обвинителство кривично да ги гони насилниците. Денеска сме дојдени пред обвинителството да им кажеме за ова ли менувавте обвинител и ја повикуваме новата обвинителка да се бори за правната држава и дека промената на обвинителот не значи заштита на криминалците, особено оние кои што ни ги трујат нашите деца во општина Карпош и кои што разнесуваат, трафикуваат дрога и кои што се затворски повратници. И само сакаме да кажеме, за тоа ли ги пуштивте пред месец и пол, за да доаѓаат да не колат по улиците и да можат полесно да разнесуваат дрога. Од полицијата се уште молчат за инцидентот во партиското седиште на Гром во неделата по завршувањето на изборниот ден.